бидејќи ако поминувате најмалку 4 часа онлайн во текот на денот, веројатно ви се потребни некои вештини за да знаете што гледате, што читате и како тие информации доаѓаат од вас. Новото време предпоставува едни поинакви вештини за справување со информацијскиот хаос кој што во моментов сите го живееме. Зборувајќи од името на Институтот за комуникацијски студии, исклучително сме горди што конечно медиумската писменост се најде на дневен ред на високообразовните институции во земјава. Преку проектот Младите за размислуваат, што го финансира USAID во Македонија и IREX програмата од Вашингтон, 4 универзитети се првите пионери кои што добија можност да ги адаптираат постоечките наставни програми со вклучување на содржини од медиумската писменост. Сите овие универзитети и сите овие високообразовни институции ќе направат одредени промени и осовременување на наставните содржини, за да можат идните студенти да учат за нешто што е неминовност во денешницата. Она што нам ни е потребно е поголема критичка вештина на младите луѓе за да можат да се справат со оној информацијски хаос во кој што сите ние живееме. Ова е од исклучително значење пред се за идните наставници, за идните македонисти и за идните луѓе кои што ќе влезат во сферата на бизнисот, за да можат да знаат како да медиумите функционираат. Исклучително е битно што заедно со колегите од повеќе универзитети, меѓутоа и представници од медиумите, во моментот се креира речник на медиумската писменост, нешто што е исклучително битно за да можеме да кога зборуваме за термини, поими од оваа сфера, да знаеме што точно мислиме. Тоа се нови поими како инфлуенсери, јутјубери, за кои што и колегите од повеќе и од македонисти, нели, со кои што тече дебата како соодветно да ги истолкуваме за да може да се користат во праксата. И исто така, секоја година институтот организира научен симпозиум на кој што луѓе од областа можат да ги споделуваат своите истражувања од она што го работат во сферата на медиумите, комуникациите и секако медиумската писменост.